Благодарам, председателе. Не знам како знаете што јас ќе кажам, очигледно сте напреднале во вашите способности, па можете пред време да знаете што пратеникот ќе сака да каже. Но како и да ви благодарам на можноста за давање на збор. Замислете, дојде собранието до тој степен да пратениците се заблагодаруваат за дадена можност за земање на збор. Тоа е таа транспарентност со која што се одликува Собранието на Република Македонија во изминативе 4 па еве веќе и 5-та година. Но да се вратам, почитувам председателе, на темата. Точно е тоа што кажавте, апсолутно деловнички, дека на самата седница се даваат на самата седница на комисијата се даваат предлози од страна на пратениците, но немојте да мислите дека ниту на нас, ниту пак ни на јавноста, еве во медиумите веќе почна да се лицитира со имиња, за се знае дека оваа седница е свикана прво и пред се за да помине првата точка за еден ден, што е можно побргу, што е можно понетранспарентно. Но гледаме тука и некои други интересни точки за кои што можеби новинарите и медиумите не знаат, а повторно има вдомување на партиски кадри. Истражете, ќе видите за кого се работи. Но да се вратам на моето процедурално. Почитувам председателе. Мене навистина, како да ви кажам, ми е дури иронично за едно парламентарно мнозинство кое што навистина со сите сили ја брани така наречената дигитализација, која што е во склоп на реформите на образование, под наводници, за кои што се многу говори за дигитализација на образованието и нормално повлекување на сите печатени учебници. Под дигитализација во законодавниот дом се подразбира, барем до сега така се подразбирало, не знам, можеби од сега нема да е тоа пракса, за јавноста да појаснам што значи барање на материјали од страна на пратениците, а особено на опозицијските пратеници, кои што, ете, немаат материјали, а богами немаат инсайдерски информации, ако не се медиумите, исто како и граѓаните, нема да знаеме за што се работи, но видете, ние не можеме да работиме врз основа на новинарски видувања и новинарски информации. Значи, што значи барање на материјали? Кога ја отварате седницата која што патем кажано, да подсетам дека беше сношти закажана, за 21 точка со многу немојте да манипулирате седницата е закажана една недела. Се извинувам. Доколку не следите тоа што е закачено на многу сериозни веб страницата на собранието, не можам да не ме прекинувате. Не е вчера закажана седницата. Не ви упаѓам во збор, затоа дозволете да се доискажам, за да знаат граѓаните што ние пратениците од ВМРО, ДПМН и сите опозицијски пратеници бараме. Значи, на сајтот, кога ќе отворите комисијата, ги пребарувате сите документи и сите точка по точка. Мојата колешка Ели Панова ги прочита точките за кои што нема закачено материјал по кој што ние ќе работиме денеска. Нема, едноставно нема. Им препорачувам на медиумите ова што го говорам да го веднаш истражат и да видат дека тоа е во право. За одредени комисии, сведоци сте дека одредени комисии не можеле дури ни да почнат со работа, ако не само што нема материјал закачено, кога има материјал закачено, нема превод. Па се тие седници одложуваат. Факт. Факт број 2. Значи, почитувани граѓани, како што кажав, ние од медиуми не можеме да се информираме. Зошто? Затоа што се, како што кажав, многу сериозни теми во прашање, која е поентата на барање на материјали.
Вели председателот, вие требало да следите, точно, во право сте, но кога ставате толку голем дневен ред, требало да ја ставите и комуникацијата службена помеѓу Собранието на Република Македонија и, да речеме во случајот, Уставниот суд на Република Македонија, прва. Комуникацијата, што подразбирам под комуникација? Службено известување, дали ке е еднонасочно или двонасочно, не знам, не сум правник, но информирање на Собранието или пак веќе Собранието констатирало престанок на мандат на одреден член на одредена агенција или така натаму, или на одреден уставен судија, ама ќе речете вие тоа го знаете, од каде го знаеме? Го знаеме од медиумите. Не, тука си има деловник за работа, устав и закони врз основа на кој што овие точки се ставаат на дневен ред, кога им истекол мандатот. Значи, ние ја бараме службената комуникација помеѓу институциите и Собранието на Република Македонија. Не вака во секундата сега да ни ги дава службите, туку да бидат прикачени, ако ова е дигитализација, не знам, треба да и се јавиме на чувената реформаторка да каже дали ова е дигитализација или не е дигитализација. Замислете, говориме за прикачување на материјали на сајт на Собрание на Република Македонија. Највисокиот законодавен дом, највисокиот орган во државата не прикачува материјали на сајтот. И вели, еве ви ги во печатена форма, ви благодариме многу што ја потврдувате нашата теза, дека печатената форма е нешто кое што не може да биде исфрлено од употреба никаде и никогаш. А дигитално, пак ќе повторам, тие материјали ние ги немаме. Тоа, почитуван мој колега и председател на комисијата, јас разбирам дека сакате да направите политички и лингвистички слалом овде. Сосема ни е јасна поентата и причината, првата точка од дневниот ред, која што веќе произлезе и излезе во јавноста и се знае што е, но ќе кажам уште нешто, дека имаме точки на дневен ред, каде што треба да бидат вдомени и останати кадри. Замолувам да бидеме и парламентарни, и колегијални. Благодарам што ни ги дадовте хартиено, но закачете ги материјалите за кои што, ако не ви е јасно што барам, повторно ќе повторам, и ако сакате, повторно ќе ги прочитам кои се точки од 21 точка на дневен ред немаат закачено на сајтот на Собранието, по-конкретно на Комисијата за избори и именување, нема закачено материјали. Мислам дека се разбравме, доколку не сме се разбрале, повторно ќе се јавиме за процедурално. Ви благодарам, почитувана председателе, очекувам дека ова се доволно аргументи деловнички, а и право на секој пратеник да ги има материјалите и во електронска, и во печатена форма, за да биде аргумент ова комисија денеска да биде одложена. Не знам што е итноста во случајот, за да не можеме да се договориме и како зрели пратеници политичари, оваа состојба да биде надмината. Не гледам тука никаков проблем. Освен, можеби, вашето брзање, а не знам зошто се брза и кои се причините за брзањето, можам пак да кажам, да шпекулирам и да моја водилка, односно наша водилка, да бидат медиумите, секоја чест, но ние како пратеници мора да имаме службени белешки, службена аргументација, по која што ние како пратеници треба да се изјасниме. Каде, еве, пример ќе дадам, каде е комуникацијата, службеното информирање помеѓу Уставниот суд, да кажем, и Собранието. Ако ние знаеме дека истекле
мандатите на одредени уставни суди. Тој документ треба да го има на сајтот на комисијата. Кога ќе го отвориш, кога ќе отвориш точката на дневен ред, дали првата, дали рековме, 8-та, и ги кажа колегата Јанушев, да не ги повторувам, кога ќе ја отвориш точката, на сајтот немате никаков материјал. Апсолутно никаков материјал. Тоа, како пратеници нас, ние оневозможено. Тоа ни е овозможено. И сега вие може да кажете, го имате, не знам, тогаш дојден. Не го немаме. Не го немаме. Ние го немаме. Може би председателот на собранието го има. Може би подпредседателот го има. Може би генералниот секретар на собранието, госпоѓата Цветанка Иванова, го има, како главен администратор на целата администрација. Може би го има, не знам од кои причини не е делегирано. Но ние како пратеници го немаме. И мора да укажеме, наша обврска е да укажеме на тоа. Да не заборавите, почитуван колега Коста, дека вие тука не сте да исполнувате желби, па дури да исполнувате желбите се обврска пропишана во устав и во деловник. И да подсетам, нашата функција, освен што е законодавна, ние сме и представничка, и ние сме представници на огромен број на граѓани во Република Македонија. За да можеме да ги застапуваме на начин на кој што е достоинствен, транспарентен, ние, нашето основно пратеничко право во моментот, проверете, го немаме. На сајтот на комисијата за избори и именување ги нема овие точки на дневен ред, односно конкретно комуникацијата, документацијата врз основа на која што ние како пратеници ќе треба да се изјасниме, ако сакате, и за точките на дневниот ред. Дали се навистина итни. Ние едноставно немаме врз основа појдовна точка на работа за пратениците денеска. Немојте да брзате, дајте или пауза, или одложете ја седницата, тука сме ние, секој ден сме тука, може да се договориме кога повторно оваа седница ќе работи и да го направиме ова на достоинствен начин, на транспарентен начин, бидејќи видите, уставни суди не се бираат секој ден. Не. Па да видиме комуникација каква била, што била, да видиме, едноставно да прочитаме. Ние сега не можеме да прочитаме, освен медиумите што ни стојат на располагање, вести што би било кога би било. И изјави на, не знам, потенцијални идни уставни судии. Истакнати правници. А замислете, ние тука треба од службите на собранието на Република Македонија, чии што председател е господинот Талат Џафери, чии што генерален секретар на собранието и на службите кои што треба да постапуваат врз основа на задолженија дадени од генералниот секретар на службите на собранието на Република Македонија, тој им е основна работа во пописот и описот на нивните работни задачи, е основна работа да бидат информирани пратениците. Јас не знам што друго освен тоа. Тоа е основна нивна работа. Ние тоа го немаме. Освен ако во меѓувреме не се случило нешто за кое што ние не знаеме, а се брифирани одреден број на пратеници кои што знаат, ама си мислат дека мудро молчат. И вака ќе одиме со слаломирања, колку се успешни или неуспешни јавноста нека процени и граѓаните, но ве молам да не ја девалвираме работата на собранието. Сепак ова се многу сериозни теми. Пак ќе кажам, ние тука како колеги пратеници можеме да ја договориме динамиката на работа во секое време. Доколку
прво и основно, председателе, тоа зависи од вашата волја, доколку ние како пратеници седнеме и договориме и видиме, првично видиме дали имаме материјали, а немам. И јас навистина и се чудам како наменски ли е тоа кога некогаш се барат преводи, кога некогаш дали има преводи, дали еве колегите се тука можат и да кажат дали имаат преводи, дали нивните права се ускратени или не се ускратени, како и да е. Еве тука ќе заклучам, доколку се разбравме, доколку не се разбравме, јас повторно би реагирала процедурално затоа што навистина немаме основни услови за работа. Благодарам.